Ако историјата е учителка на животот, ние на Балканот никако да научиме на грешките. Ова најмногу се однесува на проверениот рецепт за неуспех, мешањето на политиката и историјата. А токму така ја квалификуваат дел од историчарите најавата за ревидирање на нивните учебници, од кои за најзначајните личности и настани од блиското и подалечно минато дознаваат нашите основци. Иницијативата ја обелодени грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, кој велија да говорил со својот многу интересен македонски колега Никола Димитров, иако од МНР демантираа дека паднал договор за заедничка комисија, која ќе го отстранува иридентизмот и спорните мапи од учебниците под превезот на надминување на историските предрасуди на Балканот во интерес на соработката и на заедничката европска иднина. Професорите од Институтот за македонска историја за најавената интервенција на дипломатите на научниот терен дознале од медиумите. Уште повеќе, што би било предмет на ревидирање не знаат и самите автори на учебниците со спорни содржини. Еден од нив, професорот Милан Бошковски, кој заедно со неколку колеги се потпишува на учебникот по историја за 7 оделение, вели дека треба да се разговара, меѓутоа не по диктат на политиката. Не сум против тоа да се менуваат учебниците, но сум против тоа да не седнат македонските историчари, автори на учебниците и грчките автори на учебниците да најдат заеднички јазик и да ги разгледаат меѓусебните проблеми. Во нашите учебници нема иридентизам за кој што се инструирани или зборуваат грчките медиуми. Во Македонија нема во учебниците иридентизам. Ние сосема коректно ја проучуваме и пишуваме нашата историја. Професорот Бошковски е подготвен да ги разгледаат различните позиции по одредени прашања, но категоричен е дека некои нешта се непобитен факт. Екзодусот на македонците е горко апче, кое што грците кога тогаш ќе мора да го голтнат или да прифатат или да ни подадат рака. Александар Македонски, дали и Македонија дали учествувала на Олимписките игри? Ако знаете дека не учествувала, а и ако знаете зошто не учествувала затоа што не биле хелени. Па од каде доаѓаат претензиите на грчките учебници, каде што го представуваат дека Александар Македонски или Александар Велики бил грк. Во меѓувреме, Кодзијас повтори дека ќе има ревизија на учебниците во Македонија. Дури и најави дека комисијата која ја договориле со Димитров ќе почне со работа на 4 ноември и ќе има 4 месеци да ги вади сите примери кои според татина се иридентизам. Символично или не, во тек е големо реновирање во Институтот за национална историја. Дали учебниците кои овие професори ги пишуваат ке претрпат реконструкција, ке знаеме по локалните избори.